Почитувани гледачи, добар ден. Време е за отвореното студио на телеканал А1, а денеска за вас подготвивме една многу интересна тема, особено за љубителите на музиката. Во денешното издание ќе имате можност да се информирате за предстојниот концерт на најголемите рок хитови Струмица во 60-тите и 70-тите. Концертот ќе се одржи на 21 октомври во Центарот за култура Антон Панов Струмица. 60-тите и 70-тите години се период кога се формира и еволуира рок музиката. Во овој период се појавуваат различни форми на рок музиката кои за кратко време се распространуваат и прифаќаат насекаде во светот. Од овој период произлегуваат и едни од најголемите музички имиња во историјата на рок музиката, а токму нивните хитови ќе бидат исполнувани на предстојниот концерт. Останете со нас, по краткиот џингл се враќаме во студиото. Еве сме повторно назад во студиото, драги гледачи, и како што веќе најавив, денеска зборуваме за концертот на најголемите рок хитови. Струмица во 60-тите и 70-тите години е самостоен проект на 10 млади музичари кој има за цел да ја презентира златната ера на рок-н-рол музиката, поточно 60-тите и 70-тите години на минатиот век. Подетално за подготовките и хитовите кои ќе се изведуваат на овој концерт, денеска разговараме со нашиот соговорник, еден од младите музичари кој е дел од изведувачите, Јовче Пандев. Добар ден и добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Добар ден, поздрав до сите гледачи на телеканал А1 и благодарам на гостопримството и поканата да гостувам во оваа емисија, да се со цел да кажеме што ги очекува слушателите на таа музика на 21 октомври. Кажете ни докаде сте со подготовките за предстојниот концерт? Овака, остануваат само финеси во доработката на аранжманите на точно 18 номери кои ќе бидат изведени. Значи 95% од аранжманите се спремни. Се работи секојдневно, во полн состав, така да при крај, би рекол. Така, зошто се одлучивте да организирате токму концерт на рок музика? Вака, рок музиката е символ на една не само музичка, туку и општествена револуција, така да наназад во историјата воопшто на музиката е како најсилна точка и двигател на младиот дух и на едно прогресивно општество. Така да мислиме дека токму таа музика, поточно 60-тите и 70-тите од минатиот век, е значајна и вреди да се изведува повторно и повторно. Кажете ни како дојдовте до идејата да го остварите овој проект и како се организиравте? Идејата дојде сосема спонтано после прибирање на инструменти после свирка. И затоа што во Струмица се случува само еден вид на забава, тоа е позната или така наречена тезга свирка. Нема нешто различно, нешто впечатливо што се случува на годишно ниво. Не знам, некој од нас предложи да правиме нешто поголемо. И идејата беше општо прифатена од сите 10 луѓе кои седевме на маса така спонтано, со големо задоволство, и веднаш после, не знам, неколку дена започнаа подготовките. Значи, не чекавме воопшто ништо и самостојно го започнавме тој процес на подготовка. Дали досега веќе имате организирано вакви концерти? Па да, последниот ваков концерт со слична структура на изведувачи беше во 2014 година. Еден велигденски по повод големиот христијански празник, со поддршка на Младински совет тогаш.
имаме настапувано во ваква слична формација и на Струмица Опен фестивал неколку пати, така да екипата е избрана, проверена. Љубителите на музиката знаат за кои луѓе станува збор и се надевам дека ќе уживаат во петок на 21. Како што спомнавме, изведувачите на овој концерт се млади и надежни, талентирани музичари од Струмица. Може ли да ни кажете нешто повеќе за изведувачите? Колку сте вие возбудени и дали со нетрпение го очекувате овој концерт? Апсолутно. Секој од нас немал некој поголем настап или доживување музичко на сцена, така да овие концерти знаеме дека ќе веројатно ќе бидат ќе биде посетен. Имаме трема затоа што она позитивна трема, затоа што пред се настапуваме пред наша публика, луѓе кои секојдневно ги среќаваме, се дружиме и пред членовите на нашите семејства кои ќе бидат, верувам, присутни. Така да со нетрпение го исчекуваме и јас лично сакам што побрзо да поминат овие последни денови на подготовка и да што побрзо да дојде петок, да започне концертот, тогаш веќе се полесно. Спомнавте дека ќе се изведуваат едни од најголемите хитови во историјата на рок музиката. Може ли да ни кажете што ќе има можност публиката да слуша на концертот? Кои хитови ќе бидат изведени? Да не ги откриваме поточно песните, јас само ќе ги набројам изведувачите, неколку од нив. Значи ќе бидат изведени песни од легендарните Deep Purple, Led Zeppelin, кралот на рок-н-ролот Елвис Пресли, Френк Синатра, Арета Френклин и мислам дека е доволно информација за луѓето кои се љубители на таквата музика и воопшто поддржувачите на културниот живот во Струмица, а ги има многу. Струмица е од таа страна богата. Верувам, сигурно сум, впрочем, дека после концертот ќе излезат задоволни и полни со позитивна енергија. Дали во иднина да очекуваме повеќе вакви концерти и повеќе вакви проекти? Секако. Значи, како што реков, десетина млади луѓе кои имаат огромен капацитет да создаваат, да творат, дури и авторска музика во блиско време, можат слушателите и фановите воопшто на сите нас 10 луѓе да очекуваат и понатаму, и јас мислам дека, за да не преодицираме, нели, ама многу набрзо ќе се случи еден втор ваков концерт со различна тематика од ова. Така да, во блиска иднина би требало да се случи продолжение на ова што сега започна. Дали со овој концерт сакате да ги мотивирате младите талентирани музичари од Струмица, да речеме, да учествуваат на вакви проекти, да се пријавуваат и, како што рековте и вие самиот, да творат? Па со оглед на тоа дека според мене и моите истомисленици од овој состав имаме некој поприлично лош тренд на ноќен живот, односно на забави во градот и воопшто во цела држава. Фалат живи свирки, фали многу рок музика. Има некој тренд на мејнстрим музика наметната од западот, вклучувајќи тука, нели, американскиот пазар, британскиот, кои се расадници на поп музика, во некои форми на, не знам, R&B, кои се окей, јас ги респектирам, ама се премногу застапени и знаеме
веќе 25 години соседството блиско ни наметнува една, па би рекол, не музика, така во наводници, која ја респектира, значи слушателите нормално никој не им забранува, ама мора да биде застапена и музиката која вреди да се слуша и да се изведува. А тоа е рок-н-ролот апсолутно како што реков најреволуционерната музика на сите времења. Сметате ли еве доколку младите музичари од Струмица почесто се вклучуваат во вакви проекти дека ќе придонесат во развојот на музичката култура кај нас, особено помеѓу младите? Јас тргнувам од нас, значи од 10 луѓе што сме зберени. Јас сум сигурен дека секој индивидуално вклучување во припојување на нашата замисла е само еден мотив повеќе и за нас и за нив како нови членови на овој неофицијален состав, избор на 10 луѓе. Секоја индивидуа придонесува на различен начин. Значи, вклучувајќи се директно во ваквите проекти, апсолутно дека придонесува, но и самиот начин на живење и индивидуално слушање на музика придонесува за таков развој. Така да, секој еден на различен начин придонесува и тоа е важно кога ќе се збери, значи, кога мнозинството ќе покрене таква иницијатива, тоа би било одлично. Која е пораката која сакате да ја пренесете преку овој концерт? Како што реков, наметнатата музика е окей, но мора да биде застапена и една друг вид на музика и друг вид на забава. Пораката во кратки црти е, според мене, дека Струмица заслужува да слуша квалитетна музика. Од Струмица има излезено квалитетни музичари, апсолутно талентирани, и во рок музиката, и во класиката, и во различни други жанрови. Струмица заслужува да слушне еден ваков концерт, затоа што е несекојдневно, како што и така и најавено на Facebook, на ивентот, несекојдневен настан кој треба да го погледнат сите љубители и поддржувачи на културата во Струмица, на културниот живот, а посебно еден голем апел до слушателите на рок-н-рол музиката, задолжително да присуствуваат на 21 октомври во петок. Така да тоа би било тоа. Рок-н-ролот мора да се повторно оживува. Дали мислите дека младите од Струмица се интересираат за ваков тип на музика, односно дали сакаат да слушаат рок музика? Да. Сметам дека Струмица има доста прогресивна младина во тој поглед. И во Струмица знаеме сите постојат и такви алтернативни, така наречени кафичи, кај што можеме да слушнеме таква музика. Струмичани претежно слушаат прогресивна, па и рок музика, жанровски да ја наречеме. Младите струмичани се запознаени, но процесот не завршува тука. Музиката е едно поле кај што секојдневно се открива, се истражува и на кое се твори. Така да сметам дека капацитетот е на страната на младите во Струмица, апсолутно. Дали еве вие како млади рокери организирате ваков посебен вид на забави, да речеме посебни рок-н-рол забави, журки на кои што можете да свирите, да пеете, да творите и да другарувате? За жал,
како што реков, формата на тезга свирка е застапена. Таму правиме и за нас забава и забава за присутните по тие кафулиња. Во форма на, не знам, jam session, така да се и нашето задоволство се задоволуваме и оние кои се присутни. Други настани од ваков тип, за жал немало, ама јас ветувам на сите кои ја следат оваа емисија дека нема да застанеме тука, ќе твориме и се надевам во најскоро време ќе направиме некој биг бендовски проект со CD, со неколку записи. И тоа ќе значи авторска музика и еден веќе друг стадиум на напредување во кариерите на сите овие 10 млади музичари. Што следно да очекува публиката од вас, себе можеби некој проект различен од она на кој што работите сега? Како што реков, следната цел или следниот стадиум е само авторската музика. И затоа што сметам дека со овој концерт и како што најавив во скоро време продолжение нова, мислам дека од полупрофесионален аспект, односно од аспект на, не би рекол аматери, него млади ентузијасти, музичари, тоа е доста голем стадиум и треба да се надмине и да се продолжи со нешто друго. Јов части благодарам што беше наш денешен гостин. Ви посакувам многу успех на предстојниот концерт и уште многу вакви проекти, забави, дружби. Се надевам дека и понатаму ќе творите и ќе бидете успешни во она што го работите. Јас ви благодарам уште еднаш на поканата и благодарност од сите нас за поддршката на Телеканал 1 на овој проект. Драги гледачи, тука е крајот на ова издание на Отвореното студио. За сите љубители на музиката, особено рок музиката, се надевам дека ќе бидете дел од ова случување во Струмица и со тоа не само што ќе уживате во рок-н-рол музиката, туку и ќе ги поттикнете овие млади, талентирани музичари да работат и настапуваат и во иднина. Ви благодарам на вниманието, останете со програмата на Телеканал 1. Довидување.